Шон Комс, раперот попознат како Пи Диди, со години имал голема моќ во забавната индустрија, а наводно се уште има, иако е во затвор. Извори за People изјавиле дека многумина се уште се плашат од неговите потенцијални дејства. Тој е многу моќен, сите се плашеа да му се спротистават, го избегнуваат. Иако сега е за трешетки, сепак е многу моќен. Сите го знаевме тоа порано. Сите велеа дека е креативен гений кога станува збор за неговата обсесија со контролирање на работите, вели изворот. Тој исто така рече дека раперот е исклучително паметен. Тој познава многу луѓе и им помогнал на многу луѓе, така што многу луѓе му должат. Тој го знае тоа, рече тој. Тој исто така истакна дека раперот е способен за многу повеќе отколку што мислат луѓето. Комс беше уапсен минатиот месец и обвинет за трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација, рекетирање и кривични дела поврзани со проституција. Покрај тоа раперот е обвинет за сексуална злоупотреба и силување. Неодамна адвокатот Тони Базби рече дека застапува 120 жртви кои планираат да поднесат обвинение против раперот. Теа Ѓоргиевска е мис на Македонија за Мис Универзум, избрана синоќа меѓу 20 финалистки на гала изборот во Национална опера и балет во Скопје. Теа ќе представува нашата земја на глобалното дефиле кој ќе се одржи на 16 ноември во Мексико Сити, Мексико. Организатор на настанот беше Шакир Села од Даман Менеджмент од Истанбул, Турција, која ја поседува лиценцата за Македонија и го организира турскиот избор за Мис Универзум. Право на учество на изборот за Мис Юниверс има сите државјанки на Македонија кои живеат во државата и кои наполниле 18 години до 1 јануари во годината. Убавиците продефилираа во тоалети и во костими за капање пред жирито и на задоволство на публиката во НОБ, а настап на изборот имаше и поп ѕвездата Тамара Тодевска. Третото издание на Интернационалниот фестивал на детски театри Игор Маџиров во организација на Театар за деца и младенци Скопје се одржа од 1 до 5 октомври, а на последната вечер свечено беа доделени театарските награди. Детското жири во состав Неда Блажевска, Тео Манев, Уна Дона Селјановска, Бисера Мојановска, Теофил Сачкарски, Саша Димитриевска, Ведран Маричик за најдобра представа на фестивалот ја прогласија По трагата на волкот во режија на Јакуб Максимов од Чешка, а во изведба на Младинскиот театар од Нови Сад, Србија. Стручното жири составено од Рената Карола Гатика, председател од Хрватска, и членовите Ана Левајковиќ Бошков, актерка, и Билјана Крајчевска, драматург, за најдобра представа ја прогласи Немај чекај на театарот, гледај го снегот на трепките од Нант, Франција. Представата е едно неверојатно патување кое не води низ исклучително иновативни и богати визуелни решенија, преку симпатични и духовити ликови, низ распон на емоции, а најважното е универзалната и секогаш актуелна порака: домот е онамо каде што си ти, домот е секогаш во тебе, образложи жирито. На сцената на Националната опера и балет во Скопје вечерва во 19 часот ќе се прикаже премиерата на комедијата Жени во црвено во режија на Бојана Лазовиќ. Како што информираат од јес продукција од Скопје, комедијата Жени во црвено на комичен начин ги обработува темите на долгови, финансиски кризи и животните предизвици, истовремено потсетувајќи на важноста од солидарноста, пријателството и заедничкото справување со проблемите. Во представата играат актерите Олга Одановиќ, Дубравка Мијатовиќ, Анастасија Мандич и Сена Ѓоровиќ. Представата раскажува за 4 жени кои се наоѓаат во комична, но истовремено и сериозна ситуација. Поранешната стюардеса Тамара и незината сестра Нора, која е невработена, се соочуваат со финансиски тешкоти и неможност да го платат својот стамбен кредит. Динка, службеничка од банката, доаѓа со намера да го конфискува имотот, но се соочува со неочекуван отпор од сестрите. За да го задржат својот дом, тие преземаат драстични чекори, додека надвор од нивната зграда полицијата и специјалните единици го заоструваат конфликтот.
Во меѓувреме на местото на настанот пристигнува полицајката Ангја со свој личен проблем. Нивната изведба ветува вечер полна со смеа и забава, сопштуваат од ЕС продукција од Скопје.